Вечно ќе ја сакам, горка ја своја, скопи каже ми. Од општина Карпош информираат дека во рамки на Општинското основно училиште Аврам Писевски е реализиран проект Зелено образование за еколошки свесни генерации со цел унапредување на еколошкото образование преку практично учење. Како што соопшти од општината, иницијативата произлегла од потребата за зголемување на еколошката свест кај учениците и подобрување на условите за современо образование во областа на заштитата на животната средина. Во рамки на проектот била воспоставена соработка меѓу училиштето, наставниците, родителите и локалната заедница. Формиран е и еко-клуб во кој активно учествуваат ученици вклучени во едукативни и практични активности од областа на екологијата. Организирани биле и работилници посветени на значењето на биодиверзитетот, одржливите практики и грижата за растенијата. Во училишниот двор е поставена метална конструкција која ќе представува основа за идната ботаничка градина наменета за учениците од Бардовци. Со тоа, како што посочуваат од општина Карпош, се создава простор за искуствено учење и реализација на практичната настава на отворено. Општина Илинден продолжува со засилени активности за чистење и редовно одржување на каналската мрежа и речните корита на својата територија, со цел зголемување на проточноста и намалување на ризикот од поплави. Во изминатиот период е реализирано чистење на коритото на Сува река на потегот од вливот на Бучинско езеро до излезот од населеното место Бучинци, во должина од 850 метри. Дополнително исчистен е и сисавецот на главниот канал Млака на делницата од пречистителната станица во населеното место Илинден до вливот во главниот канал во должина од 800 метри. Градоначалникот Александар Георгиевски изврши увид на каналот Шамак во населеното место Кадино, каде што во теке чистење во должина од 1200 метри. Според Георгиевски, пообилните врнежи овој канал бил утврден како критична точка, неговото расчистување од особено значење за безбедноста на жителите. Од општината посочуваат дека каналската мрежа се наоѓа под нивото на реката Вардар, поради што одводнувањето се врши со пумпни уреди со капацитет од 2800 литри вода во секунда. Благодарение на континуираното одржување изминатиот период со обилни врнежи бил надминат без потешкоти и несакани последици. Согласно годишната програма на општината, програмата на водостопанство и акциониот план за чистење во текот на оваа година е предвидено чистење на вкупно 24.250 метри канали и речни корита на територија на сите населени места во општина Илинден. Општината и годинава ќе го покрие водниот надомест за редовно одржување и нивелирање на отворените канали со цел обезбедување побезбедна и поквалитетна животна средина за граѓаните. Градоначалникот на општина Бутел Дарко Костовски информираше дека започнала целосна реконструкција на спортската сала во Општинското основно училиште Панајот Гиновски. Проектот ќе се реализира со поддршка на Министерството за образование и наука. Целта е обезбедување подобри услови за учениците и одвивање на наставата по физичко и здравствено образование. Според најавите, по 7 децении старата и дотраена сала ќе биде целосно обновена. Предвидено е поставување нов под со современа подлога, изградба на нови соблекувални и реконструкција на санитарните јасли. Со ова, како што истакна Костовски, ќе се создадат квалитетни услови за сите училишни спортови, непречено одвивање на наставата. Градоначалникот најави дека наскоро ќе започне и доградба на училиштето, со што ќе се создадат услови наставата да се одвива во една смена. Во првите 100 дена од мандатот на градоначалникот Сотир Лукровски, општина Карпош реализирала повеќе активности насочени кон подобрување на јавната хигиена и инфраструктурата. Како што информираат од општината, расчистени се диви депони на повеќе локации, целосно исчистен просторот кај спортскиот центар Борис Трајковски, а на потегот кај Скупи Пети кон Бардовци се подигнати над 3500 кубни метри отпад. Во рамки на отчетниот период реализирани се и повеќе од 50 интервенции на јавното осветлување. Спроведена е редовна дератизација како и одржување на противпожарната инфраструктура во училиштата и градинките. Дополнително, објавен е повик за стерилизација на улични мачки во училиштата, започнале активности за производство на компост и мерки за намалување на аерозагадувањето. Од општината порачуваат дека чист Карпош не е слоган, туку тоа е работа на терен.
На 1 март оваа година на подрачјето на општина Карпош во Скопје полициски службеници од СВР Скопје привеле 7 лица поради нарушување на јавниот ред и мир, соопшти Министерството за внатрешни работи. Како што информираат од МВР, станува збор за лица на возраст од 21 до 26 години, од кои 6 се од Скопје и едно лице од Крива Паланка. Според информациите, околу 24 часот и 30 минути пред угостителски објект, тие влегле во меѓусебна физичка пресметка. По целосно документирање на овој случај против приведените ќе бидат поднесени соодветни поднесоци, велат од МВР. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Вечно ќе ја